Сите бебиња се раѓаат со рамни стапала, истакнуваат ортопедите. Ваквите стапала се задржуваат до 4-та година, поради масното перниче што го имаат бебињата, мускулната лабовост и поголемата еластичност на структурите што се во формирање. Лекарите советуваат да се ослободуваат децата од обувки и да се пуштаат да одат боси. Потребно е да се поттикне да се движат, особено во нерамни површини, да трчаат, скокаат и на тој начин да ги зацврстат нозите и мускулите на стапалото. Така кај нив ќе се превенира развојот на рамни стапала. Генерално, сите деца се раѓаат со рамни стапала. Карактеристично тоа што при самиот пораѓај до некаде до 4-та година има едно така да речено масно перниче у стопалата кој што го прави сводот да биде рамен. А поентата на тоа масно перниче е што има амортизациона функција, изолациона функција. После 4-та година доаѓа до повлекување на масното перниче и сводовите стануваат евидентни. Значи, сводот детето до 4-та година кој стои на рамно, на плочки, сводот е рамен. Се додека не се дигне на прстите и доаѓа до отцртување на истиот. Обично стапалата се лабави и имаат лабави лигаменти, се додека нема формирање на сводови. Влошките се користат само ако постои сериозна причина за рамни стапала, истакнуваат лекарите. Значи, никој пат не ги форсираме пред 3-та, 4-та година ортопедските влошки, заради тоа што го пореметуваат природниот развој на стапалото. Стапалото кај децата е сомнитава со мускултура, со лабави лигаменти, се додека расте, доаѓа до оптеретување на мускултурата, таа јача и формирање на сводовите. Значи, влошките најчесто, ако не постои некоја сериозна причина за претход, значи не ги форсираме до пред 3-та, 4-та година, па некогаш и 5-та се зависност од тоа до кој степен сводот е рамен. Кога детето ќе застане на прст или слободно ќе ги пуште нозете да висат од високо столче или кревет, се појавува лак на стапалото, што се случува кај флексибилниот тип на рамни стапала, но не и кај ригидентниот тип. Овие деца отежното застануваат на прсти, може да имаат болки на одделни зони. При оптеретување овие деца може да се положат на оток или болка во нозете и колената. Од овие причини лекарите советуваат на рутински преглед се со цел да нема рамни стапала.